Благодарам. Повторно ќе ве прашам, колешки, зошто, ако се е така бајковито како што кажувате, зошто ја продолжуваме кризата со снабдување со електрична енергија? Што се не чувме овде? Инфлацијата била производ на психолошка состојба. Затворените 6800 фирми биле природен процес. Покачените сметки за струја од 50% било спин. И нема да навлегувам во овие податоци, јавноста нека си ги слуша и нека суди што се не се слуша на оваа комисиска расправа. Ако кризата не е резултат на неспособноста на власта, како што јас кажав, тогаш кажете ми како тогаш за 98% поскапа струја плаќаме од косовските фирми, за 82% поскапа струја плаќаме во споредба со фирмите во Црна Гора, за 70% во однос на фирмите во Босна, за 66% во однос на фирмите во Турција, за 38% поскапа струја од бизнисмените во Србија, за 18,5% повеќе во однос на словенските фирми и за 12% повеќе во однос на хрватските фирми. Ова е тоа што македонските фирми ги прави неконкурентни, ова е тоа што доведува до нивно згаснување и ова е тоа што нашите граѓани ги остава без екзистенција. И за тоа, односно за ова, единствениот виновник е власта која безгрижно си се шета по разноразни саеми, безгрижно си троши за разноразни реклами и билборди во среде криза кога граѓаните живеат со 150 денари на ден, стопанството ни е на колена и сите сме на прагот на сиромаштија, осиромашени граѓани, банкротирани фирми. Кога веќе сакате да кажувате податоци, јас ќе ви кажам дека во 2017 година, кога дојдовте на власт, АД Елем беше успешна приказна со позитивно салдо од 25 милиони евра и подмирени трошоци кон сите доверители. Во 2020 година АД Елем влезе во листата на загубари со остварени загуби од 16,8 милиони евра. Го спомнувате Воислав? Кај бевте, колешке, да говорите за Љубомир Јовески? Кај бевте да ја браните Татјана Васич? Кај бевте? Ние си го кажавме нашето и за Воислав, и за Саво, и за сите што ги предложивме. Ама вие предлагате кандидати и ве нема тука да ги браните. Страшно, страшно. Исто така, сега ја браните владата во нешто што не се брани. Како дојдовме до сиве овие кризи? Кој е виновен? Опозицијата сигурно не е виновна, колешке. Зошто? Затоа што нема отчетност, нема транспарентност, нема волја да се седне на маса, да се разговара што сте направиле досега. Зошто? Затоа што ништо не сте направиле. Не сакате да кажете што планирате во иднина, затоа што немате план што ќе правите во иднина. Тоа е она што избегнувате да го кажете. Зошто? Затоа што, пак ќе кажам, задоцнивте. Стратегија за енергија нема, никаков план нема, буквално со се задоцнивте, затоа што во оваа наша држава, со оваа ваша власт, единствено нешто што се прави навремено е крадењето. Ви благодарам.